Pouki za воспитувањето на децата. Семејството има голем удел во одговорноста за духовната состојба на човекот. Воспитувањето на децата започнува уште од часот на нивното зачнување. Воспитувањето на децата започнува уште од часот на нивното зачнување. Ембрионот, бебенцето, слуша и чувствува уште внатре во утробата на неговата мајка. Да, слуша и гледа преку очите на мајката. Ги сваќа и восприема нејзините движења чувства, иако неговиот ум нема се уште целосно развиено. Се помрачува ли лицето на мајката, се помрачува и тоа. Ако се нервира мајката, нервозно станува и тоа. Што и да чувствува мајката, загуба, болка, страв, стрес и така натаму, го доживува истото и тоа. Ако мајката не си го сака ембрионот, ако не го љуби бебенцето, истото. Тоа го чувствува и се создава трауми во неговата душичка, кои што ќе го следат во текот на целиот негов живот. Спротивно пак се случува со светите чувства на мајката. Кога е радосна, има спокој и го љуби ембрионот, таинствено му го пренесува сето тоа исто, како што се случува со веќе родените деца. Затоа мајката треба да се моли многу за време на нејзината бременост и да го љуби ембрионот, да го милува стомакот, да чита псалми, да пее тропари, да живее еден свет живот. Тоа е и за нејзина полза, да прави жртви за благодата и радоста на детето, да постане и детето посвето, за да се стекне уште од самиот почеток со светост. Видовте колку деликатна работа е за жената да биде бремена со дете, колку голема одговорност и чест. Ке ви кажам нешто во врска и со живите и несловесните тела, така ме разберете подобро. Во Америка применуваат експерименти на следниот начин. Во исти простори, со иста температура, ист притисок и на иста земја садат цвеќиња. Меѓутоа, постои една разлика. Во едната просторија пуштаат нежна и убава музика. Кој е резултатот? Што да ви кажам? Цвеќињата од таа просторија пројавиле огромна разлика во развојот и растењето, за разлика од другите цвеќиња. Она што ги сочувува и изградува децата е животот на семејствата внатре во домот. Родителите треба да и се предаваат на љубовта Божја, треба да постанат свети, блиски до децата со нивната питомост, трпеливост и љубов. Секојдневно да ставаат нов почеток, ново расположение, воодушевеност и љубов кон децата. Та радоста која ќе ги најде и светоста која што ќе ги посети, ќе ги фрли децата во благодат. За лошото поведение на децата воглавно се виновни нивните родители. Од тоа поведение нема да ги спасат ниту советите, ниту дисциплината, ниту пак строгоста. Ако не се осветуваат родителите, ако не се борат духовно, прават големи грешки и им го пренесуваат сето она што е лошо, а го имаат веќе во себе. Ако родителите не живеат свој живот, ако не зборуваат со љубов, тогаш ѓаволот ги измачува родителите преку противењата и реакциите на децата. Љубовта, еднодушноста и доброто единство на родителите е она што им е потребно на децата, голема безбедност и сигурност. Однесувањето на децата е директно поврзано со состојбата на семејството. Кога децата се повредени заради лошите односи помеѓу родителите, поради нивното лошо однесување, губат сили и расположение да продолжат да напредуваат. Лошото издигање на градбата на нивните души од момент во момент ги става во опасност да бидат срушени. Да ви раскажам два примера. Беа дојдени две девојчиња кај мене, а едната имаше преживеано многу грди искуства. Па ме прашуваше зошто е тоа така. Од дома е, заради вашите родители, вела.
И откако ги погледнав на едната и рекол, ти од мајка ти ги имаш наследено тие работи кај себе. Ама, вели, нашите родители се толку добри луѓе, христијани се исповедаат, се причестуваат. Што и да речете дека треба да се направи, тие тоа го прават. Живееме внатре во духот на верата, освен ако вината не е во религијата, одговори таа. Им вела. Во ништо не верувам од она што ми го кажувате. Јас само едно нешто гледам, дека вашите родители не живеат во радоста, благодата Христова. На сето тоа другата рече, слушај Марија, добро вели свештеникот, има право. Навистина нашите родители одат кај духовник на исповед, на причест, но сме имале некогаш мир в куќа. Тато постојано нешто се расправа со мајка ни, постојано, ако едниот не јаде, другиот пак се лути нешто и не сакаат ниту да појдат заедно некаде, значи има право отецот. Како се вика татко ти, ја прашувам, ми одговори. Како се вика мајка ти, ми одговори. Велам, ти одвнатре со мајка ти не се согласуваш баш најдобро. Слушнете сега, во оној момент, кога ми ги кажува имињата, го видов таткото и му ја видов душата. Во моментот кога ми го кажува името на мајката, ја видов мајката и видов како девојчето ја гледа својата мајка. Еден друг ден дојде една мајка со незината ќерка во посета. Беше многу загрижена, плачеше или лекаше, се чувствуваше многу несрекна. Што е? Ја запрашав. Очајна сум заради мојата поголема ќерка која што го избрка мажот и од куќата. Додека нас некое време не соблазнуваше говорејки ни многу лаги. Какви лаги, ја прашав? Го избрка најнапред мажот и од куќата, а нам не ни рече ништо за тоа. Ја прашуваме по телефон што прави Стелиос. Добар е, ке ни одговореше во моментов излезе да купи весници. Секој пат наоѓаше некаков изговор за да не се посомневаме во ништо. Криеше од нас 2 години дека веќе го имала избркано. Пред некој ден дознавме од самиот него и тоа беше кога сосема случно и неочекувано го сретнаме. И велам, значи, во тебе е грешката, во тебе и твојот маж, но најмногу е од тебе. Јас, која што си ги сакам толку многу децата, јас која што немам излезен од кујна, ниту имам било каков приватен живот, зарем јас, што ги носев и опатував кон Бога и црквата, што ги советував само на добро. Како тоа јас грешам? Се обратив кон другата ќерка која што беше присутна. Ти што велиш? Да, мамо, има право свештеникот. Никогаш, навистина, никогаш не сме јаделе сладок хлеб заради расправите кои ги имате со тато цел живот. Гледаш кој е во право, вие сте виновни, вие ги повредувате децата, не е проблемот во нив, па сепак тие ги носат последиците од тоа. Се создава една состојба во душите на децата поради постапките на нивните родители, која остава траги во нив за цел живот. Нивното однесување и поведение во текот на целиот живот, како и односите со други луѓе, зависат директно од искуствата кои што ги носат уште од нивните детски години. Растат, се образуваат, но сепак длабоко во себе не се менуваат. Тоа се изразува уште во најмалите настани од нивниот живот, на пример. Се случува како стрвност, како да сакаш постојано да јадеш, земаш, јадеш, гледаш нешто друго, па го посакуваш и тоа. Се чувствуваш гладен, а ако не јадеш, те опфаќа една мачнина, еден трепет. Се плашиш дека ќе изнемоштиш. Тоа е една психолошка состојба за која постои објаснување. Може да речеме дека си пораснал без да си го знаел таткот и дека не си ја знаел мајка си, да си незадоволен и изгладнет, сиромашен и немокен, па така сето ова од духовен аспект се изразува како рефлексија на една телесна немоќ. Во семејството се наоѓа еден голем дел од одговорноста за духовната состојба на човекот, за да ги ослободат децата од различните внатрешни проблеми. Не се доволни само советите и поуките, приморувањата, логиката или заплашувањата. Веројатно ќе направат да биде полошо.
Поправањето на нештата се случува преку осветување на родителите. Постанете свети и нема да имате никаков проблем со децата. Светоста на родителите ги избавува децата од проблемите. Децата во своја близина сакаат свети луѓе, исполнети со љубов, кои што нема да ги заплашуваат, ниту пак ке ги ограничуваат со поуки и настава, туку ќе им дадат свет, пример и молитва. Да се молат родителите молчешком и со високо кренати раце кон Христа, да ги прегрнуваат своите деца таинствено. Кога пак ќе направат децата нешто лошо, превземете некои педагошки мерки, но не и за да им вршите притисок, воглавно да се молите. Многу пати родителите, а воглавно мајките, го казнуваат детето откако ова ќе направи нешто лошо и го караат прекумерно. Тогаш тоа се чувствува повредено. Дури и ако не го подискараш видливо, но во себе го навредуваш и му се гневиш или пак го гледаш со строгост, детето сето тоа го разбира. Презаштитничкиот однос на родителите ги прави децата незрели. Нешто друго пак што им напакостува на децата е закрилништвото или претераниот заштитнички однос, односно прекумерната потресеност и грижата за нив кај родителите. Една мајка ми се жалеше дека низиното дете кое имаше 5 години било непослушно. Изборував дека во неа е проблемот, но таа не го разбра тоа. Во една прилика, појдов заедно со ова мајка на прошетка покрај морето со незиниот автомобил. Со неа беше и детенцето. Во еден момент малото ја избега од раце и истрча на кај морето. Имаше еден насобран куп песок, а од неговата задна страна една стрмнина, под која што се простираше морето. Мајката се вознемири, беше подготвена веднаш да вика и да трча, зашто го виде малото на врвот од насобраниот песок, како со раширени раце се обидува да одржува рамнотежа. Ја подсмири ви реков да се врати наназад со грбот кон детето и малку накосо јас да го следам што прави. Кога малото се обесхрабри во обидот да ја предизвика мајка си, та да ја преплаши да вика по него како по обичај, лека полека слезе мирно и ни се приближ. Ете, тоа беше. Тогаш мајката ја научи лекцијата за правилното воспитување на децата. Една друга мајка пак се жалеше дека незиниот син единец не ја јадел целата храна на трпеза, особено киселото млеко. Малото имало некаде околу 3 години и ја измачуваше мајка си секојдневно со тоа и реко: "Ке го направиш следното. Ке го испразниш фрижидерот од сета храна што ја имате. Ке го наполниш со определени производи од јогурт и кисело млеко. Ке се намачите и вие заедно неколку дена, но штом дојде часот за јадење, на Петар ке му дадеш кисело млеко. Нема да го јаде. Вечерта истото, другиот ден повтори го истото, потоа ќе почне да станува гладен и нешто ќе проба да вкуси. Ке плаче, ке вика. Но вие ке се стрпите и смирувате, а потоа ке јади од киселото млеко целосно, задоволен и благодарен. Така и се случи. Киселото млеко да му постане најомилено јадење на малиот Петар. Не е тешко сето ова. Сепак многу мајки не успеват и дават многу лоши насоки во воспитувањето. Мајките кои што им седат на глава на своите деца постојно им вршат притисок, односно премногу ги закрилуваат, не успеваат во нивната работа со децата. Зашто треба да го оставиш детето самото, да се заинтересира и потруди за сопствениот напредок, тогаш ќе успеш. Кога седиш постојано над нив, децата реагираат бунтовно, стануваат троми, нежни и вообичаено не успева да се снајдат во животот. Тоа е тој посебен вид на презаштитнички однос кој што ги прави незрели децата.